изградба и продажба на станови, трим и лум. Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Колони возила на градските улици, преполни тераси, редици во маркетите и раздвижени плажи. Ваква е сликата деновиве во Охрид, кој веќе го живее шпицот на летната туристичка сезона. Од раните утрински часови па до доцна навечер градот пулсира во ритмот на летото. Најбројни се домашните гости и туристите од земјите од регионот, но се повеќе има посетители од Холандија, Англија, Полска и Турција, кои престојот во градот го користат за одмор, прошетки и уживање во убавините на Охридското езеро. Туристичките работници велат, сезоната засега се одвива по добра насока, а најголемиот туристички бран допрва се очекува. Сезонава генерално тече во убав тек. Очекуваме пикот на сезоната да почне. Полека се полни, како со наши, така со странски гости, и го очекуваме максимум во самава сезона, веќе да почне и долго да трае. Покрај прошетките низ стариот дел на градот и културно-историските знаменитости, се поголем интерес кај туристите има за пловидбите по Охридското езеро. Најбарани се панорамските тури, но се почесто посетителите избираат и подолги или индивидуално креирани прошетки, прилагодени на нивните желби. Најголем интерес е кратките прошетки кои ги обавуваме околу стариот дел на Охрид, но на интерес се и целодневните тури, од тука до Свети Наум, но и од Охрид према Струга, Каличта, Радожда. Имаме и тури кои буквално ги реализираме за нивен терк на диви плажи, каде буквално уживаат на недопрената природа на Охридсково езеро и буквално може да ги откријат неоткриените делови на самиот Охрид. Според очекувањата на туристичките работници, најголемата раздвиженост допрва следува. Традиционално во деновите преди поилин ден Охрид го достигнува врвот на летната сезона. Тогаш градот е домаќин на бројни концерти, културни настани и забавни манифестации, а се очекуваат илјадници домашни и странски гости, кои ова лето ќе го исполнат туристичкиот центар на брегот на Охридското езеро. Председателката на Република Индија Друпади Мурму попладнево пристигна во Охрид во рамки на нејзината тридневна посета на Македонија. Станува збор за прва официјална посета на шеф на индиската држава на нашата земја. Според агендата, председателката Мурму заедно со председателката Гордана Силјановска-Давкова ќе ги посети културно-историските знаменитости во стариот дел на Охрид, како и манастирскиот комплекс Свети Наум. Во Охрид индиската председателка престојува во придружба на својата ќерка. Поради високата државна посета, во градот се воведени засилени безбедносни мерки, посебен режим на сообраќај и зголемено присуство на полициски службеници. Триесет и пет години музичка кариера, 8 студиски албуми и генерации публика која растела со нивните песни. Силви Бенд во петок ќе одржи јубилеен концерт на сцената Доми Сарај во Охрид, каде ќе бидат изведени најпознатите авторски композиции создадени низ повеќе од 3 децении. Концертот е дел од јубилејната турнеја низ земјава. За Владко Плевнеш тој носи посебни емоции, бидејќи настапува пред домашната публика. Токму затоа вели, изборот на Доми Сарај не е случаен. Тоа е локалитетот во близина на неговата родна куќа. Еден голем опус, бидејќи ние во текот на таа долгогодишна кариера успеавме да направиме дури 8 албуми, па така да не можеме во една вечер сите композиции, меѓутоа така позначајните, да кажеме, на некој начин ќе ги издвоиме и така ќе направиме една заедничка убава авторска вечер на Силви Бенд во рамките на нашата годишница. Според Силвана Мучик Плевнеш, концертот во Охрид ќе биде пресек на нивното 3,5 децениско творештво. Публиката ќе има можност да слушне внимателно избрани песни, а како што најавува нема да изостанат музички изненадувања кои ќе направат јубилејната вечер уште поатрактивна. Самата музика е нашиот животен елексир, би рекла. Така постоиме. Видих ова е дел од чествувањето на јубилејот на Силви Бенд.
Секако ќе бидат повеќе композиции од нашиот репертоар, она што ние го творевме во текот на претходните 35 години. Но секогаш имаме и нешто од атрактивно од надворешен репертоар, би рекла, така да ветувам дека публиката ќе може да ужива во онака еден убав избор. Концертот ќе се одржи во петок на сцената Долни Сарај, а доколку временските услови не дозволат, настап на отворено. Организаторите најавуваат дека истиот ќе биде преместен во Домот на култура во Охрид. Летото за Силви Бенд е работно. По концертот во Охрид следуваат подготовки и настапи по повеќе градови низ земјава во рамки на јубилејната турнеја. Нивото на водата во Охридското езеро денеска се наоѓа на кота 693,71 метар надморска височина, покажуваат податоците на Управата за хидрометеоролошки работи. Тоа е за 13 сантиметри над просекот за јули, утврден на 693,58 метри надморска височина или 61 сантиметар над дозволениот минимум. Температурата на водата во Охридското езеро е 24 степени и е во рамки на месечниот просек. Фитнес фактори ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди со услови за локална нестабилност со дожд и грмежи во попладневните часови. Максималната дневна температура се искачи до 30 степени. Утре во Охрид сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Утринската температура од 13 степени, а максималната дневна до 27 степени. Температурите по Македонија утре во интервал од минимални 8 до максимални 34 степени. Во петок под влијание на влажен бран ќе има повремени врнежи од дожд, локално и пообилни над 15 литри на метар квадратен. Наместа врнежите ќе бидат проследени со појава на грмежи и засилен ветер, а температурата значително ќе опадне. Во деновите од викендот ќе има ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во постепен пораст. Во понеделник повторно се очекува локална појава на нестабилност.